разлики во тестирањето покажи екстерното кое порано беше спроведувано, но волку драстични разлики според моје сознание досега немало. Се изгуби љубовта кон знаењето и поради лошиот уписен систем, учениците, а и родителите инсистираа на добри оцени, а не на знаење кај своите деца, или можеби и не беа свесни колку децата нивни знаат и не знаат. Представува и најголем проблем пред се. Најголем проблем. Наставниците трпят и други притисоци, дополнителни, и во главном целиот нивен статус кој е сведен само на администрација, да си ги одржат часовите и да стават петки, платите и сите овие притисоци доведоа до тоа тие да попуштат и евеа сега ситуацијата на само 3,7% соодветни оценки на знаењето. Но во образованието ова мора да се поправи и има многу начини. Еве еден од начините покажа тестирањето во средните училишта, дека можат да им покажат на учениците и на родителите, а секако и на наставниците, дека треба да се промени начинот на учење, на образование. Да, жал ми е што морам да кажам, децата ни се неписмени. Моето долгогодишно искуство кажува дека околу 10% од секоја генерација кои го сакаат знаењето успеваат во тоа без оглед на системот, ништо не им пречи. Но има други деца кои имаат капацитет и кои можат да постигнат, но им треба стимулус. Значи, нашето образование мора драстично да се менува.